Семејното насилство бележи тренд на големо зголемување и од неколку пријави неделно се стига до неколку пријави дневно, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Согласно информациите кои што ги добивам од Бирото за јавна безбедност, ако претходно сме имале 1 до 2 случаи неделно, сега имаме по неколку случаеви дневно. Со тоа што само викендов имавме повеќе од 10 пријави за семејно насилство. Тоа говори дека жртвите се охрабрени да го пријават насилството, тоа говори дека на еден начин имаме побудни институции, не само во делот на Бирото за јавна безбедност и секторите за внатрешни работи при Министерството за внатрешни работи, тука и во рамки на останатите институции. Тоа говори дека мислам дека се движиме во правец кој што треба да се движиме. Жалам за сето она кое што се случувало во минатото, жалам за сето она кое што е случено и во изминативе неколку недели, но ваков тип на криминалитет нажалост постои и ќе постои и во иднина. Во ова важна е улогата на институциите. Таму каде што институциите направиле пропусти, треба да се изврши ревизија на институционалните чекори кои што се превземени, да се утврди конкретна одговорност со име и презиме на оние кои што потврлиле во рамки на постапувањето од една страна, а од друга страна да се увидат системски подобрувања кои што и како ќе треба да ги направиме во иднина. За Тошковски потребни се измени на дел од законската легислатива, а тој наведе и конкретни примери. Пример беше ситуацијата со укинувањето на одлуките на основните суди од страна на апелационите суди заради тоа што жртвата не била заедно со сторителот соочени во рамки на една парнична постапка која што се води по подигнување на итни мерки од страна на или институциите или од страна на самата жртва. Таквиот процес дополнително ја виктимизира жртвата, а при тоа апелација укинува одлуки заради тоа што жртвата не била на рочиштето заедно со насилникот. Ова е само еден пример на одредби кои што наместо да решаваат проблеми, тие мултиплицираат проблеми. Втората фаза би била ревизија на целокупната законска легислатива која се однесува на семејното насилство, особено кон жените и децата.